Лазања супа. Денес ќе подготвиме едно многу интересно и превкусно јадење, лазања супа направена во едно тенџере. Ова е рецепт што го има целиот вкус на класична лазања, но се прави многу побрзо и полесно. Совршено е за денови кога сакате топол, заситувачки ручек без многу комплицирање. Ова јадење е богато, кремасто и полно со вкус од домати, месо и зачини, а на крај се сервира со павлака и кашкавал што се топи од топлината. Подготовка чекор по чекор. Прво го ставаме тенџерето на шпорет и додаваме масло. Оставаме кратко да се загрее. Во загреаното масло го додаваме ситно сечканиот кромит и лук. Ги пржиме неколку минути додека омекнат и почнат да мирисаат убаво. Овој чекор дава одлична основа на вкусот. Потоа го додаваме меленото месо. Со дрвена лажица го делиме на помали парчиња додека се готви. Продолжуваме да пржиме додека месото не ја смени бојата и не зарумени. Сега го додаваме доматното пире и промешуваме за да се измеша со месото. Веднаш потоа ги додаваме пасираните домати и пилешкиот бујон. Се создава богата течност што ќе биде основа на нашата супа. Ги додаваме зачините оригано, босилек, макдонос и малку буковец. Сето тоа дава препознатлив вкус на лазања. Оставаме смесата да почне да врие. Кога ќе почне да врие, ги земаме корите за лазање и ги кршиме со раце на помали парчиња. Ги ставаме директно во супата. Оставаме да се варат додека тестенините омекнат. Повремено промешуваме за да не се залепат. На крај додаваме сол и бибер по вкус. Завршен дел. Кога тестенините се сварени, супата е густа, богата и полна со вкус. Ја сервираме топла во чинија. Одозгора ставаме една лажица кисела павлака и рендан кашкавал. Од топлината, кашкавалот ќе почне да се топи и ќе направи уште покремаст вкус. Ова е идеално јадење за ладни денови, за семеен ручек или кога сакате нешто различно од класична паста. Добар апетит!